Добар ден, почитувани. Ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Чувството на болка во главата на сите ни е познато, бидејќи барем еднаш во животот сме го имале. Главоболките не се ретка појава и тие кај луѓето се манифестираат на различен начин. Некои се жалат на болка која што прободува, која што е долготрајна, други пак велат дека болката е тапа и лесно поминува. Има различни видови главоболки, дали тоа значи дека се третираат на различен начин? На денешната тема разговараме со доктор Марија Милановска, невролог во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, а ќе имате можност и вие да се вклучите со ваши прашања во програма. Останете на Телма. Сите имаме доживеано главоболка. Може да се каже дека тоа е универзално искуство. Дури кога нешто ни причинува стрес, знаеме да кажеме дека ни создава главоболка. Затоа за главоболките во денешната Телма амбуланта разговараме со доктор Марија Милановска, невролог во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Може ли да се каже дека главоболките се најчестиот невролошки проблем, поради кој што пациентите се јавуваат на преглед кај лекар? Да, во право сте, главоболките се едни од најчестите причини за кои што пациентите посетуваат не само невролог, туку и најчесто први се јавуваат кај матичните доктори, односно докторите од општа пракса, а потоа тие ги упатуваат кај нас и да, со право, главоболките се едни од најчестите невролошки симптоми заради кои што пациентите бараат консултација со невролог. Болката во главата кај пациентите се манифестира на најразличен начин, бидејќи постојат различни видови главоболки, еве што ние издвоивме во денешната Телма амбуланта како најчеста главоболка, а тоа се кластер главоболките, тензиската главоболка, мигрената, синусната главоболка и главоболката поврзана со високиот крвен притисок. Секако има и други видови, но овие се некако најчести. Сега вела дека кластер главоболките се нарекуваат уште и хистамински главоболки. Дали тоа значи дека тие се почести во периодите на алергии, во сезоните на алергии, кога луѓето се жалат на алергиски реакции? Да. Споменавте повеќе типови главоболки. Првите три, мигрените, кластер главоболката и тензионите главоболки, спаѓаат во групата на така наречени примарни главоболки. Сите останати се секундарни и се предизвикани од некои други состојби кои што се случуваат на ниво на системски, на ниво на организмот. Кластер главоболките се специфични по својата клиничка манифестација и атрактивноста на клиничката слика, меѓутоа од групата на примарни главоболки, кластер главоболките се најретки. Најчесто застапени се тензионите и мигренозните главоболки. Кластер главоболките или хортоновите главоболки или така наречените хистамински главоболки се главоболки кои што се јавуваат предоминантно кај машката популација, најчесто кај помлади мажи на возраст од 25 до 45 години и се верува дека главниот етиолошки фактор за појавата на овие главоболки е ексцесивното консумирање на никотин и алкохол. Тие се карактеризираат со одреден периодицитет на појавување, најчесто се јавуваат во пролетните и есенските периоди од годината, и најверојатно нивната зголемена појава во тој период од годината е поврзана со алергиските реакции, кои што се карактеризираат со зголемено излачување на медиатори на воспалителните процеси, како што се хистамините. Меѓутоа, не би можеле да ја обвиниме само хистаминската реакција за појава на кластера главоболката, затоа што нејзиниот механизам на развој, етиопатогенетски механизам, е многу комплексен и се уште недоволно јасен. Она што досега се знае дека во инволвираноста на појавување на кластер главоболките најчесто се обвинува така наречената тригеминоваскуларна патологија, односно инволвираноста на тригеминалниот нерв, кој што е всушност главниот кранијален нерв одговорен за чувство
на болни сензации, како на главата, така и на лицето. Лицето. Значи, тука има некоја поврзаност. Да. Докторке, како изгледа оваа главоболка? Кој дел од главата всушност, на кој дел од главата најинтензивно се чувствува? Така. Кластер главоболката е кај мажите е пандан на мигренозната главоболка кај жените, односно се јавува на едната страна од главата, најчесто во 99% од случаите ја зафатена едната половина на главата, меѓутоа не во смисла на хемикранија, односно зафаќање на целата една хемисфера, туку болката е повеќе локализирана во пределот на окото и позади окото, значи орбитално и ретроорбитално. Главоболките се јавуваат во групи, односно во налети, кои што траат од 15 на минути до 3 часа, помеѓу кои што има период на ремисија каде што пациентите се без болка и после тоа повторно се појавува главоболката. Се карактеризираат со многу интензивни болки, најчесто во или позади окото, во вид на прободување, во вид на пациентите ги опишуваат како многу интензивни, дотогаш недоживеани болки. Дури жаргонски знаат да кажат ми доаѓа да си ја удрам главата од зид или да си го искорнам окото. Ретроградно врз основа на тоа можете да сватите за каков тип на болка се работи. Колку силна болка е тоа? Многу интензивна, една од најинтензивните болки што медицината ги познава. До тој степен го нарушува квалитетот на животот што во налетот на најсилната главоболка некои од пациентите може да помислат и да посегнат по својот живот. Се јавува преку ден или може да се јави за време на сонот? Може да се јави и за време на сонот и карактеристика на овие главоболки е тоа што ги будат пациентите од сон. Тие најнормално ќе легнат, ќе потонат во сон и во првите 2 часа од спиењето ќе ги разбуди многу интензивна главоболка, која што се карактеризира со така наречен немир. Пациентите шетаат од соба во соба, од еден крај на собата во друг, притискајќи го окото, очајнички обидувајќи се да најдат решение за својата болка. Споминавте дека болката се јавува во налети и помеѓу нападите на болка има ремисија, односно период на смиреност. Но може ли кај некои лица овој период на ремисија да отсуствува? Може. Кај така наречените главоболки од хроничен карактер, односно хроничните кластер главоболки, кои што за среќа се изворедно ретки, може да постои еден долг период во трајање од 12 месеци и повеќе, каде што главоболката е перзистентна и е присутна секој ден во животот на пациентот. И сега како се лекуваат овие главоболки? Третманот на кластер главоболките, односно на хортоновите хистамински невралгии, е сличен на третманот на мигренозните главоболки. Сите лекови кои што ги даваме во процесот на третман на мигрената се користат и кај кластер главоболките. Тоа се лекови од групата на триптаните и дихидроерготаминските препарати. Со тоа што морам да напоменам дека лековите кои што се користат во третман на кластер главоболката имаат многу помал ефект во смирување на главоболката во однос на мигренозните главоболки. Со многу помал учинок се прават обиди за третман на пациентите со високи дози на кислород, односно хипербарни комори, кои што знаат да го смират болниот процес многу повеќе во споредба со медикаментозната терапија. А постои ли некаква терапија која што може да се даде за да се спречи појавата на овој тип на главоболка? Превентивната терапија во третманот на кластер главоболката е исто така со мали резултати. Споредено со мигренозната главоболка, истите лекови се користат и во превентивниот третман на кластер главоболката, како и кај мигрената. Да, може да се проба во состојба кога е пациентот во ремисија, да се отпочне со така наречен превентивен третман на појава на кластер главоболките. Меѓутоа, многу ретко пациентите поволно реагираат на терапијата. Главоболките може да се намалат по интензитет и по фреквенција, меѓутоа тоа е незначително. Сепак го нарушуваат животот на пациентот, квалитетот на животот. Тука се и тензионите. Така. Главоболки. Како пак тие изгледаат? На каков начин лицата кои што имаат ваков тип на главоболки ја опишуваат болката во главата?
Тензионите главоболки можам да кажам дека се секојдневие во нашата пракса. Не постои човек на планетата Земја, може би со ретки исклучоци, што барем еднаш не почувствувал таков тип на главоболка. Комплексни се по својата етиопатогенеза, која што е се уште недоволно разјаснета. Се предпоставува дека се развиваат на база на еден психоемоционален и пролонгиран физички и психички стрес. Најчесто како етиолошки фактор се обвинува континуираната пролонгирана контракција, односно вкочањето на вратната и окципиталната, односно мускулатурата на скалпот, која што доведува до чувство на притисок, односно стегање на главата. Пациентите најчесто опишуваат како да ми е главата во обрач, како да ми ја стега нешто. Во менгеме е малку покарактеристично за една друга главоболка, која што е од секундарен карактер, која што ќе ја спомнем исто така многу клинички значајна и животно загрозувачка. Ова е така иритативна, постојано присутна тапа болка, која што не е карактеристична толку по својот интензитет, колку што по својата перзистентност и упорност. Цело време е присутна. Значи може да биде долготрајна. Најчесто е од хроничен карактер, со пократки епизоди на ремисија, во кои што интензитетот на главоболката доволно ќе се намали за да пациентите може да функционираат и да ги извршуваат секојдневните обврски, но таа е секогаш тука присутна да ги потсети дека не е замината и дека на следниот налет на било каков поинтензивен физички стрес, например долги часови работа пред компјутер во принудна положба, интензивен емоционален стрес, може повторно да ескалираат и да ја зголемат својата јачина. Може ли да се смират со терапија? Терапевскиот пристап е мултидисциплинарен. Најчесто се користат лекови кои што се по своите карактеристики аналгетици, значи класичната аналгетска терапија може да ги ублажи симптомите на тензионата главоболка, но таа представува меч со две острици. Обично најлесен начин и наедноставен на пациентите им наутро пред да го почнат денот да земат таблета и да продолжат со своите активности. Ако тоа се случува секојдневно подолг временски период, истата таа тензиона главоболка може да се трансформира во една рефрактерна главоболка која што е предизвикана од преголема употреба на лекови, така наречена medication overused headache, значи главоболка предизвикана. Значи самите лекови може да лековите против болка всушност да предизвикаат главоболка. Големенината зголемена употреба, например 3 до 4 аналгетика во текот на денот континуирано во период од месец, 2 или 3 може да ја трансформираат главоболката. Тие делуваат на централно ниво, на ниво на рецепторите за болка кои што се изворено присутни во васкулатурата на мозокот и на некој начин го трансформираат излачувањето на медиаторите на болка и ја прават главоболката отпорна на медикаментозен третман. Оно што треба да се направи, освен медикаментозната терапија, пациентот да се советува да има зголемена физичка активност, така наречената миофасцијална декомпресија, односно манипулација во пределот на вратот и окципитумот, ослободување на тензијата на таа мускулатура со помош на различни физички манипулации, физикални терапии, биофидбекот, јогата, релаксацијата и така натаму, на еден долгорочен план комбинирани со медикаментозната терапија може да допринесат до намалување па и до исчезнување на ваквата главоболка. Значи техники за релаксација може да се применат и тие би биле делотворни кога станува збор за овој тип на главоболка. Да. Одиме на следната која што ние денеска наред да ја разгледаме, а тоа се мигрените. Оние кои што страдаат од мигрени велат дека тоа е многу повеќе од главоболка. Сега кој најчесто страда? Секогаш се жените? Споминавте дека кластер главоболките се покарактеристични за мажите, но во овој случај кој е најзасегнат? Така. Дефинитивно една од најатрактивните главоболки кога станува збори за клиничка слика и за процентуална застапеност и за преваленција. Мигрената не ги поштедува ниту мажите, присутна е и кај мажите, меѓутоа преваленцијата на мигрената е поголема кај жените.
од проста причина што дел од мигренозните атаки се хормонално условени и мигрената кај жените почесто се јавува непосредно пред, за време и непосредно по завршувањето на месечниот циклус. Да, мигрената е многу повеќе од главоболка, тоа е еден синдром, болен синдром, кој што освен болката во главата се карактеризира со појава на низа други симптоми, невролошки и системски, кои што ја прават карактеристична по својата клиничка слика и многу побогата во однос на клиничките слики на другите главоболки, па и на кластер главоболката. Постојат два типа на мигрена. Едната е обична, односно мигрена без аура, и втората е комплицирана мигрена, односно мигрена со аура. Само да појасниме што е аура. Аура е всушност предчувство дека ќе се добие така, аура е една епизода на така наречена премониторна фаза пред појава на мигренозната главоболка, која што ќе ни најави, односно ни најавува дека следи класичниот развој на мигренозна главоболка. Обично што чувствуваат тогаш пациентите? Аурите, мигренозните аури, односно предзнаците за појава на мигренозна главоболка, се најчесто од очна, односно од визуелна природа. И на клинички план се манифестираат со испади во видното поле, односно нарушување на видот. Најчесто е во вид на појава на треперечки светла во форма на цикцак линии, светлечки точки во едната или во двете очи, значи во едното или во обете видни полиња. Потоа појава на испади во видното поле во вид на краткотрајни слепила или нарушување на видот само на една половина од едното видно поле во вид на хемијанопсии. Траат кратко за среќа, од 10 на 15-20 минути и кратко време од појавата и завршувањето на премониторната фазата пред појава на мигренозната главоболка се развива класичната клиничка слика на една типична мигренозна главоболка, која што е карактеристична по тоа што секогаш и најчесто ја зафаќа едната половина на главата, меѓутоа неретко може да се прошири и да ги зафати двете половини на главата, затоа и позната под терминот хемикранија, еден дел од краниумот, односно главата, зафаќа најчесто. Се карактеристична е по својот квалитет и интензитет. Тоа е многу интензивна главоболка, која што е во вид на пулсирање и која што е придружена со многу други симптоми. Не е само обична главоболка како тензионата, која што се карактеризира со чувство на притисок во пределот на челото или слепочниците. Овде е зафатена едната половина на главата со многу интензивна главоболка во вид на пулсирање или пробудување, придружена со преосетливост на звук, светлина. Главоболката се засилува при секое движење на главата десно-лево, назад, особено напред. Придружена е со симптоми на гадење, повраќање, поретко за среќа со други невролошки симптоми, односно испади, како што се, например, појава на трпки на едната половина на лицето, каде што е локализирана главоболката, појава на трпнење и слабост на едната рака или поретко едната нога од страната каде што е главоболката, така наречена фамилиарна хемиплегична мигрена, која што најчесто се јавува кај жените и од наследен карактер. Таквите мигрени ќерките ги наследуваат од своите мајки. За среќа, невролошките испади, односно дефицити кои што се јавуваат, се реверзибилни од повратен карактер, не оставаат траен невролошки дефицит, меѓутоа во налетот на една таква главоболка изгледаат многу драматично и најчесто пациентките мислат дека станува збор за мозочен удар или мозочно краварење, дополнително се вознемируваат, што уште повеќе ја засилува нивната главоболка. Споминавте, значи, често е во одредени семејства да имаат повеќе членови ваков проблем, особено од женска страна. На која возраст обично се јавува мигрената и најчесто до кога трае? Може ли да се изгуби? Може да се изгуби, да, за среќа, да, може да се изгуби. Обично кај девојчињата се јавува во моментот кога јајниците ја преземаат својата функција, кога почнува пубертетот. За среќа некај сите во адолесцентската возраст, за среќа некај сите, односно кај тие девојчиња чии што мајки пателе или се уште патат од мигрена.
Пикот го достигнува во текот на најинтензивниот интелектуален период, кога една жена е растргната помеѓу врските дома на работа, кога треба да постигне да биде еднакво добра и во приватниот и во професионалниот аспект од својот живот. Меѓутоа, со стимнување на функцијата на овариумите, односно јајниците, мигренозната главоболка може да исчезне, поретко се случува, меѓутоа кога ќе настапи тој период на менопауза, мигренозните главоболки може се уште да бидат присутни, меѓутоа се многу поретки и помалку интензивни по својот карактер во однос на тоа што се случувало додека жената била во репродуктивен период. Колку често може да се явуваат мигренозните главоболки? Мигренозната главоболка многу зависи од психопрофилот на личноста. Мигрената не се јавува кај луѓе кои што по својата психоструктура се флегматици. Обично се јавува кај жени и кај мажи кои што се преемотивни, пресензитивни, перфекционисти. Така, има една кога зборуваме за мигрена, зборуваме за мигренозен карактер на личноста. Екстремно сензитивни, перфекционисти, луѓе кои што сакаат да постигнат се во животот без разлика на тоа колку. Значи, мигрената има и свои карактерни особини. Врзана е за одреден карактер. Врзана е за одреден карактер на личноста. И се зависи од тоа како во одредени ситуации таа личност ќе реагира на одредена нокса, на одредена дразба, која што во моментот ќе се појави како предизвик, како животен предизвик. И најверојатно, она што и моето искуство го зборува, а и личното искуство, затоа што и самата патам од мигренозни главоболки, па е многу полесно да зборувам од тој аспект, е дека се што во животот ќе прифатите многу пофлексибилно и многу полесно, затоа што мигрената многу често се јавува на база на стрес. Било да е тоа физички или емоционален стрес. Под стрес овде подразбирам и лишувањето од навремено земање оброк, односно јадење. Значи се може да биде стрес, се може да биде стрес. Дури среќен убав настан понекогаш може да биде стрес. Интензивна емоционална реакција, било да е позитивна или негативна, може да предизвика мигренозна главоболка. Значи секој е важно да си ги открие своите тригер фактори, да знае што точно му ја предизвикува мигрената. Советувате ли да прават лицата кои што имаат мигрена некаков дневник за главоболки, да следат што правеле тој ден за да направат анализа? За да си ја спознаат. И да откријат што може би стои за тој проблем. Обично кога прв пат ќе се јават во ординација и ќе се пожелат дека имаат главоболка, која што по своите карактеристики наликува на мигренозна главоболка, пожелно е да водат така наречен дневник на мигрена, во кој што ќе ги запишуваат пред се фреквенциите на појава на мигрената, колку пати во текот на неделата или во текот на месецот се појавува таквата главоболка, колку долго трае, што ја провоцира, дали била придружена со гадење и повраќање и колкав бил нејзиниот интензитет. На скалата од 1 до 10 се оценува јачината на главоболката. Овде мора да се обрати внимание, пак ќе кажам, на хигиено-диететскиот режим, на временото земање храна и пиењето течности, квалитетот на сонот исто така многу битен, консумирањето на алкохол, никотинот, ексцесивните дози на алкохол и зголемениот број на испушени цигари, никотинот како вазоконстриктор, односно стегач на крвните садови, е еден од најчестите тригер фактори за појава на мигренозна главоболка во комбинација со други стресогени фактори, како што се секојдневниот стрес на работа, дома, лишувањето од сон, ненавременото земање оброк, недоволно пиење вода и така натаму. Некои лица што имаат мигрена велат дека со ништо не може да им се смири главоболката или пак делумно ја смируваат, други пак велат дека со еден парацетамол го решаваат проблемот. Решение парацетамолот или лековите кои што содржат кофеин? Така. Па тоа се тие пациенти со мигрена кои што поминуваат со парацетамол, што научиле како да ги менаџираат своите емоции и животни настани. Да, класичните аналгетици може да помогнат во смирување на една мигренозна атака,
во период кога се работи за една мигренозна главоболка која што е ретка, која што, например, се јавува еднаш или два пати годишно и за која што може би сме свесни дека ќе настане и на време ќе земеме аналгетик. Суштината на правилниот третман и на тој така наречен абортивен пристап во прекинот на мигренозната главоболка е навременото земање на терапијата. Во моментот кога пациентот, односно пациентката ќе почувствува дека почнува една навидум лесна главоболка која што иницијалниот почеток го има во задниот дел на черепот, во окципиталниот, и таа полека се шири и како што се шири по површината на главата го зголемува и својот интензитет, тоа е веќе доволен аларм дека ние треба да земеме некој аналгетик. Да не се чека. Не треба да се чека, главоболката нема да помине сама од себе. Доколку и дозволите, таа ќе се развие во целиот свој сјај со сите придружни феномени, невролошки и автономни, вегетативни. И потоа и 3 таблети одеднаш да се напиете, ништо нема да постигнете. Значи, многу важен тајмингот, времето кога се зема аналгетикот. Така, штом ќе почувствуваат дека почнува да се развива мигренозна главоболка, превентивно веднаш треба да земат аналгетик, понекогаш во комбинација со некој миорелаксанс или бензодиазепин, витамини од групата С или Б, за да го смират и вегетативниот систем, нагоните на гадење, повраќање, вратоглавици и така натаму, за да можат што полесно да ја поминат и поднесат мигренозната атака. Кој што, значи, воопшто ова не е лесна состојба, го нарушува сериозно квалитетот на животот. И токму затоа денеска вака поголем простор оставивме за мигрените, ќе ги поканиме гледачите од овој момент да се вклучат во денешната телма амбуланта со нивни прашања. Ни одиме на следната главоболка која што е денеска на ред за разгледување, тоа се синусните главоболки. Често пати кога сме настинати, кога сме болни и имаме воспаление на синусите, можеме да забележиме дека чувствуваме некаква форма на главоболка. Карактеристична ли е таа болка и како се разликува воспаление на синуси од главоболка предизвикана од синуси? Или пак сето тоа е поврзано? Појавата на орофарингеална патологија, да кажам, односно ринит или синузит, воспалување на носните ходници или синусите, редовно, без исклучок, е поврзано со појава на главоболка. Најчесто бактериските инфекции, бактериските ринити и синузити, воспалување на носните ходници и на синусите, се проследени со главоболка, која што е локализирана во најчесто во пределот околу очите, челото, слепоочниците, онаму каде што се анатомоморфолошки поставени и синусните шуплини во главата. Може да почне главоболката неколку дена порано пред комплетниот развој на клиничката слика од ринитот или синузитот и по излекувањето на инфективниот агенс и ставање под контрола на таквата инфекција, главоболката може да перзистира уште недела-две. Но доколку главоболката е силна и е упорна, може ли сепак по позадина да стои друг проблем, да речеме да има лицето мигрена? Кога станува збор за главоболки во склоп на оториноларинголошката патологија, а истите се многу интензивни во моментот кога е активен инфективниот агенс, бактеријата или вирусот, и да станува збор за мигрена, таа ќе ја изменаџираме на некој начин со медикаментозна терапија, која што се користи во третман на мигренозните главоболки. Многу повеќе треба да бидеме внимателни ако станува збор за некој сериозен инфективен процес кој што е придружен со појава на гнојни колекции во носот или во синусите, евентуално да не се случува некаква патологија на ниво на коска, некој остеомиелит или не дај Боже во крајни услови тромбоза на венските синуси или во крајна мерка инфекција на дел од мозочното ткиво, затоа што тогаш сериозноста на клиничката слика
и на пристапот и одговорноста на нас како лекари е многу поголема, затоа што пациентот може да се најде во животно загрозувачка состојба. Затоа е многу битно кај сите со примарните знаеме како тие и покрај тоа што се упорни и чести не се животно загрозувачки. Меѓутоа сите главоболки од секундарна природа, посебно тие што се во склоп на ОРЛ патологијата, може да бидат животно загрозувачки затоа што е многу близок со односот на тие лицеви структури кои што ги третираат оториноларинголозите и мозокот како ткиво. Се препорачува и таков и пристапот, барем мојот принцип на работа, во сите случаи кога се јавува таква главоболка да се направи неуроимиджинг диагностицирање на мозокот, дали со компјутерска томографија или магнетна резонанца, да се исклучат некои вакви компликации како што набедовте. Било какво жариште во мозочниот паренхим или во блиските структури кои што може да го загрозат мозокот по инфективен пат. Доколку нема вакви компликации, доколку се работи за обична синусна болка, дали да речеме терапијата со антибиотик би можела да помогне да смири болката? Да. Во моментот кога ќе се смири инфективниот процес, тоа е најчесто работа на оториноларинголозите, се сместивнува и главоболката. Таа апсолутно од бенигнен карактер. И други помошни терапевски средства, не само од медикаментозен карактер, престојување во топла средина, инхалации, земање доволна количина течности може да помогнат во смирување на главоболката и нејзино побрзо заминување. Главоболка може да се јави поради покачен крвен притисок. Хипертензијата создави исто така специфична главоболка. На каков начин таа се манифестира? Една од најчестите, можам да кажам, главоболки од секундарен карактер е главоболката, значи која што е секундарно предизвикана од високи вредности на артерискиот крвен притисок. Обично станува збор за индивидуи кои што имаат малигни вредности на хипертензија, константно над 160 со 110 мм живин столб. Тие главоболки, освен со болката како симптом во главата, која што е најчесто дифузна и предоминантно субокципитално локализирана, значи во тилот и под тилот, се одликуваат и со придружни невролошки симптоми како што се вртоглавиците, несвестици. Да, несвестици, гадење, нагорна повраќање, проблеми со видот, заматен вид, појава на двоен вид, односно дупли слики, понекогаш ако вредностите на крвниот притисок се толку многу покачени, може да дојде и до нарушување на состојбата на свест на пациентот. Да се изгуби свест, значи? Да. Не да падне во кома, меѓутоа е една лесна сомнолентно-сопорозна состојба, прекоматозна состојба. Ако тие вредности на артерискиот крвен притисок перзистираат неколку дена, може да се наруши состојбата на свест квалитативно. А ако има пациент од висок крвен притисок и потоа зема терапија која што брзо ќе му го спушти притисокот, во тој случај може да се јави главоболка? Тоа е животно загрозувачка состојба. Значи, кај еден човек кој што има вредности 180 со 120 милиметри живин столб крвен притисок, истиот мора да се обсервира, да биде во хоспитални услови. Апсолутно контраиндицирано е нагло спуштање на крвниот притисок, затоа што ќе дојде до нагла редистрибуција на крвта и страдање на мозокот за кислород, што може да предизвика исхемични процеси на ниво на мозочното ткиво. Не се препорачува нагло снижување на притисокот, туку полека, постепено одржување на притисокот на едни оптимални вредности, не на најниски, безбедни, меѓутоа нешто малку повисоко од она што е нормално, за да го прилагодиме метаболизмот и на мозокот на новонастанатата ситуација. Претпоставам дека овие главоболки се третираат на тој начин што треба да се регулира постепено. Ги испраќаме на кардиолог, па тој ги решава. Кога ќе се регулира тензијата,
тогаш се намалува и се решава и главоболката. Обично притисокот е причина за главоболка, понекогаш морам да напоменам високите вредности на крвен притисок кај луѓе кои што се предиспонирани може да доведат до прскање на крвен сад, најчесто станува збор за руптура на аневризма во мозокот и појава на субарахноидално или интрацеребрално крварење, тогаш се јавува таа главоболка во вид на стегање во менѓеме. На вистина една од најсилните, освен кластер главоболката, на толку интензивна главоболка која што ако се јавува во задната черепна јама, значи позади тилот, а комбинирана со анамнестички податок дека непосредно пред појавата на главоболката се констатирани високи вредности на артериски крвен притисок, веднаш треба да ни го запали алармот и да не упати на тоа дека станува збор за истна состојба и можеби хеморагија во мозокот. Доктор, обично кога ќе ни се јави главоболка, се јавува страв дека имаме некаков тумор во мозокот, дека имаме некаков сериозен проблем. Така. Па колку често туморот во мозокот е причина за главоболка или пак се тоа што го набројавме претходно е најприсутната причина за болките во главата? Туморот е една од најретките причини за главоболка, меѓутоа... Но веднаш на тоа се помислува. Но кога пациентите ќе дојдат во ординација ќе кажат: "Леле, доктор, ќе ме боли главата еден месец, да не имаме некој тумор, дајте да се снимам да видиме да не имам некој тумор во главата." Не треба да се потценува ниту една главоболка, затоа што понекогаш, за жал или за среќа, главоболката може да биде единствениот симптом за постоење на тумор во мозокот. И посебно треба да бидеме внимателни кај детската популација, затоа што возрастните ќе дојдат секако на доктор, од вакви или од онакви, од хипохондријални или од себични причини ќе дојдат и ќе направат снимка. Треба да се обрати внимание кога мало детенце се жали на главоболка, родителите да не ја занемарат, да не го занемарат фактот и да не го препишат истото тоа на некои други причини, затоа што многу се почести туморите во задната мозочна јама, во малиот мозок кај дечињата, отколку кај возрастната популација. Тоа е она на кое што би сакала да ставам акцент и да апелирам дека сите дечиња со главоболка мора да бидат адекватно иследени од педијатар, невролог или од адултен невролог, за да се исклучи било каков експанзивен процес во мозокот кој што може да значи тумор. Сега живееме во период кога има големи температурни разлики, или климатски промени, и постојано има температурни разлики и многу луѓе се жалат дека им се јавува главоболка кога времето е вакво, или е премногу топло, или пак има промена во температурата. Зошто тоа се случува и дали е тоа нормално? Да, тоа е очекувано. Кога има вакви екстремни температури, условно кажано, кои што траат подолг временски период, доаѓа до нарушување на вазомоторниот систем, на тие авторегулаторни механизми кои што се многу комплексни, се одговорни за контрола на крвниот притисок, срцевата работа, дишењето, тонусот на мускулите, крвотокот и така натаму. И да, тие може да предизвикаат главоболка, која што е често придружена со други симптоми, како што се вратоглавици, гадење, нагонна повраќање, понекогаш и синкопални манифестации, со краткотрајна загуба на свест и така натаму. Екстремно високите температури и нивното нагло намалување најчесто влијаат на крвниот притисок, на дисрегулација, односно дисбаланс на крвниот притисок, а тоа е една од причините за појава на симптоматски главоболки. Исто така, кога е висока температурата, препорачливо е да се земат течности. Во случај да дојде до дехидратација, можно е да се јават главоболки? Да, главоболката. Специфични се тие по својот карактер? Тие се предизвикани од едно системско нарушување. Дехидратацијата предизвикува електролитен дисбаланс, губењето на течности преку потењето и неадекватното надокнадување на истите со повремено, меѓутоа во поголеми количини консумирање на вода за да се надокнади губитокот,
предизвикуваат најчесто дифузни главоболки. Тие не се локализирани, најчесто пациентите ги опишуваат како главоболка која што ја зафаќа целата површина на главата, истата е во вид на стегање, придружена е со замаеност, мачнина, намалена енергија, претерана заморливост, поспаност, неможност за фокусирање, неможност за концентрација, една општа слабост на организмот и во моторна и во интелектуална смисла на зборот. Исто така се јавуваат спондилози, проблеми со рбетот. Дали можат тие пак да придонесат за болки во главата? Тоа се така наречени цервикокранијални синдроми, односно главоболки, предизвикани како резултат на постоење на хронични проблеми на цервикалниот, односно вратниот дел на рбетниот столб. Посебно значајен е така наречениот атланто-окципитален спој, односно спојот помеѓу првиот вратен пршлен, односно атласот и окципитумот, односно тилната коска, каде што всушност краниумот се спојува со вратот. Сите тие дегенеративни промени на вратниот дел на рбетниот столб може да бидат секундарна причина за појава на не само на главоболка, туку и болки во вратот, чувство на вкочанетост на вратната и на мускулатурата на скалпот, чувство на стегање на мускулите и на лицето и на черепот, кои што се често пати придружени со главоболки. Имаме гледач, добив знак, ќе го вклучиме во програма. Добар ден! Добар ден за гледачот во денешната Телма амбуланта. Повелете, во програма сте. Имам поздрав до вас и до докторката. Имам едно прашање. Повелете. Имам едно прашање, да прашам докторката. Едно прашање. Така, го очекуваме прашањето. Имам главоболка, речиси секој ден напред на челото, имам низок притисок. Што треба да лекови да пијам и од што настанува таа главоболка, имам низок притисок. Имате низок притисок, докторке, некој подпрашање, бидејќи ова навистина се оскудни информации, така? Дали можеби главоболката е придружена со некои други симптоми, вратоглавици, можеби зуење во ушите, нестабилност, отежнато одржување рамнотежа? Не, да или не? Да, проследено е со вратоглавица. Со вратоглавица. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би можеле да советувате? Госпоѓата кажа дека е главоболката локализирана во челото, во пределот на фронталниот дел на главата, во исто време дека пати од хипотензија, односно низок крвен притисок и дека главоболките се придружени често со вратоглавици. Хипотензијата, односно нискиот крвен притисок, исто како и хипертензијата, односно високиот крвен притисок, во склоп на таа вазомоторна дисрегулација, односно нарушување на крвниот, на кардиоваскуларниот систем и регулацијата на крвниот притисок, па и на циркулацијата на ниво на кардиоваскуларниот систем, може да бидат причина за главоболка заради недоволното снабдување на мозокот со крв, кое што не е животно загрозувачки, но на долгорочен план може да доведе до енцефалопатски главоболки и до проблем. Од друга страна, госпоѓата спомна дека има вратоглавици во склоп на една хронична главоболка која што е предоминантно локализирана во пределот на челото, а е придружена со вратоглавици, мора да помислиме на некои процеси кои што можеби се случуваат на ниво на вратниот дел на рбетниот столб, она што пред малку го спомнавме, дека хроничните спондилозни промени на вратот и другите невродегенеративни нарушувања на вратниот дел на рбетниот столб во комбинација со нарушување на центарот за рамнотежа во средното и внатрешното уво може да бидат причина за едни секојдневни главоболки. Би препорачала на пациентката поголем внес на течност и можеби дискретно зголемување на солта во исхраната, физичка активност, раздвижување со цел да го поттикне васкуларното корито да носи повеќе крв низ организмот и на тој начин да ги покачи вредностите на артерискиот крвен притисок. Значи ова е начин да се регулира крвниот притисок и да се реши нејзиниот проблем, да го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Ало, во програма сте? Да, во програма сте, повелете. Само ќе ве замолам што побрзо да го поставите прашањето, бидејќи сме пред самиот крај на денешната емисија. Повелете. Го поставувам пред...
И ќе ве слушам. така, Ало. следете го разговорот во слушалката, намалите го тонот на телевизорот доколку сакате успешно да комуницираме. Значи разговорот да се следи преку слушалката и ќе ве замолам да побрзате бидејќи нема да има Ало. време да добиете одговор. Ало, ве разбрав. Така, повелете. Дали сум јас на линија? Да, вие сте во програма, повелете. Јас сакам да ја прашам докторката, за време на ковидот, мојот син доби од кластер главоболка. И тој беше фатен со короната и имаше ужасни главоболки. Ве молам, од тогаш му поминаа со едни спрејови, порачавме од Словенија, му дојде кога осеќаше дека ќе го фати, прскаше и од тогаш еде колку 2 години и нешто, не го има фатено главата. Дали тоа значи дека нема повеќе да го фати? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете, докторке. Кластер главоболката е типична главоболка, за жал, најчесто за цел живот. Од друга страна, за среќа, слушнавме дека ремисијата, односно периодот на отсуство на главоболка е одличен, долг, 2 години, е без кластер главоболка. Господјата спомна дека станува збор за некои лекови во форма на спрејови. Ги има и кај нас, тоа не е некоја непознаница во неврологијата. Тоа се најчесто лекови од типот на триптани, кои што многу побрзо се ресорбираат системски во организмот и многу побрзо делуваат за разлика од таблетите. И одлично, штом нема 2 години главоболка, тоа е одличен податок, меѓутоа не може никој да гарантира дека истата таа главоболка во одредени услови, во одредени околности нема Да се врати. повторно да се појави. Господјата го спомна ковидот како деклаширачки, како тригер фактор, кој што беше огромен стрес за сите на планетата Земја. Може би тоа било причина за иницијација на појава и на развој на кластер главоболка, која што при налет на некој можеби сличен ваков стрес индивидуално за пациентот нема повторно да доведе до појава на кластер главоболка. Еднаш појавената кластер главоболка, без разлика на тоа колку се долги ремисиите, односно периодите, отсуствата на главоболка, може ненадејно да се појави во било кој период од животот. Докторке, имаш уште едни запрашања на кои што можевме да дадеме одговор, но времето на денешната Телма амбуланта тука го заокружуваме. Ви благодарам за гостувањето во денешната емисија. Секако постои секогаш простор за уште едно гостување да се разјаснат уште ни за други дилеми поврзани со овој чест проблем како што се главоболките. Ви благодарам, задоволство е да се разговара со вас секогаш. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Гостинка ни беше доктор Марија Милановска, невролог. И ова беше уште една емисија, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.